Почитувани, веруваме дека успеваме да го оправдаме, односно исполниме нашето ветување, дека не сте погрешиле што сте ја одбрале оваа фреквенција 88.1 FM за да другарувате заедно со нас, вашите домаќини Бети и Јон Треновски. Веруваме дека ви се допаѓа досегашниот тек на емисијава, а подоброто допрва доаѓа. Во следниве 50 на минути ќе другаруваме со господата доктор Дејан Маролов, универзитетски професор од Универзитетот Гоце Делчев од Штип и со магистар Оливер Митев. Токму така, почитувани, инаку да ве доближиме поблиску до нашиве гости, доктор Дејан Маролов предава меѓународно јавно право и меѓународни организации, а има своји трудови и книги и за Преспанскиот и договорот со Бугарија. Магистер Оливер Митев заедно со доктор Дејан Маролов имаат издадено заедничка книга со наслов Создавање на независна Република Македонија, внатрешни состојби и надворешна политика. Сигурно веќе претпоставувате на кои теми ќе говориме во наредниве 50 на минути и за таа цел еве ги покануваме гостите тука се, ни се придружија во студио на Македонски корени. Се надеваме дека нема да имаме проблеми со целото приклучување во текот на емисијава. Се надеваме дека ако дојде до такво нешто, дека ќе го отклониме. Нашиве, но и ваши гости веќе ни се со нас, почитувани. Ако се слушаме, господин Маролов и господин Митев, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Добро вечер до Австралија, добро утро од татковината, добро утро од Македонија. Добро утро и од мене, поздрав за сите ваши гледачи, поздрав за македонците што не следат и се надевам дека ќе имаме убаво интервју. Добро ви утро и од мене, господа. Има една наша македонска поговорка или изрека која гласи: кој чека, ке дочека. И навистина е така. Иначе ова интервју го договоривме уште во средината на јануари, но поради фактот што во тоа време сите саботи беа зафатени со други интервјуа, го закажавме за денес. Опростете, се извинувам од ние двајцата што моравте да чекате толку долго, но има и позитивно во сето тоа. А поважно е дека сепак го остваруваме. Се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на сите оние кои се заедно со нас. Се надеваме и ние. За почеток на разговоров, кажете ни што беше тоа што ве поттикна да ги напишете овие книги кои Бети претходно ги спомена. Она заедничката, Создавање на независна Република Македонија, внатрешни состојби и надворешна политика, и она за Преспанскиот договор со Бугарија. Професоре, да почнем јас. Еве, Оливер, можеш да започнеш, па јас ќе се надоврзам. Со работката почна на правниот факултет, значи ја и претходно учествував во една друга книга, зошто идеологијата е важна, и таа е еден производ на Центарот за правно-политички истражувања при Универзитетот Гоце Делчев при правниот факултет. Ова е втора книга заедно издадена со професорите на правниот факултет. А основен мотив за создавање на овој труд е да оставиме еден писмен документ во кој што ќе бидат сублимирани сите основни работи при создавањето, формирањето, осамостојувањето на Република Македонија во тој почетен период. Во меѓународните односи, големите сили се служат со аргументи на силата, а малите држави мора да се служат со аргументи на правото. Па тука ги анализираме сите поважни настани од осамостојувањето на Република Македонија, незиното меѓународно признавање и целиот оној пат, целата онаа голгота која што Република Македонија го имаше во процесот на признавање и зачленување во овие меѓународни организации. Значи, конкретно, во овој труд се опфатени периодот од 90-та
до 95-та и тоа е осамостојувањето, формирањето на политичките партии, првите парламентарни избори, процесот на осамостојување, надворешната политика и дипломатија, за членувањето на Република Македонија во Обединетите нации, се до склучувањето нели на привремената спогодба со Грција, а тука во одреден дел го фаќаме и спорот со Грција, ембаргото од нивната страна и сите оние нели елементи што во тој период од 90 до 95 беа важни за Република Македонија. Господин Маролов, што вас ве поттикна да ги напишете книгата за Преспанскиот договор и договорот за добрососедство со Бугарија? Така, па јас ја имам таа пасија да уште одамна се интересирам генерално за македонските политики, особено и за македонската надворешна политика. И знаете, и предходно јас веќе имав пишувано трудови на тема, уште пред да ги имаме договорите со Бугарија и договорот со Грција од Преспа, тоаш имавме и други договори, односно декларација со Бугарија имаше од предходно и времената спогодба со Грција. Па знаете, го имавме Охридскиот рамковен договор и така натаму. Така да овие теми од секогаш го привлекувале моето внимание и нели до сега моите трудови ги обработувале и Охридскиот рамковен договор и Преспанскиот договор. Страв ме фаќа да помислам од некој можен дојрански договор иден, кој бидејќи уште тоа езеро не остана по кој немам именувано некој договор, нели? Само да кажам во делот на втората книга во однос на договорот за Преспа и договорот со Бугарија, таа уште не е издадена, таа е готова, меѓутоа чекам во моментов барам издавач, а инаку имам издавано трудови на таа тема. Минатата година по повод 30 години од осамостојувањето на Македонија и двајцата учествувате на юбилејниот научен собир на МАНУ. Кажете ни со кои научни трудови настапивте? Беше чест и привилегија да се настапи на овој научен собир. Научниот собир беше под наслов две фази од формирањето на македонската држава 1941-1991, 1991-2021 и тоа повод беа 30 години од осамостојувањето, но и 80 години од започнувањето на НОП во Македонија. На овој престижен научен семинар учествував со труд меѓународното признавање на Република Македонија, во кој што нели сублимирам, анализирам врз основа на правно-политички правно-политички аспект нели целиот тој процес на признавање на Република Македонија од страна на меѓународната заедница. Но овој научен собир учествува повеќе од 50 врвни научници, академици, универзитетски професори, истражувачи, имаше дури и од странство, така да беше одлична можност и пред сите нив нели да уште еднаш се потенцира овој дел околу признавањето на Република Македонија од страна на меѓународните организации. Господин Маролов? Да, точно е, како што кажавте, учествувавме двајцата на овој собир. За жал беше онлайн, во последен момент имаше дебата дали да биде со физичко или онлайн присуство, меѓутоа позната ни е приказната на сите околу ситуацијата со пандемијата. Во секој случај беше добро искуство. Јас имав елаборат на темата за договорот од Преспа. Сега не знам како сакате, можам и сега да кажам нешто културно, ама верувам ќе имаме можност и подоцна да зборуваме. Ќе говориме покасно за договорите. Да. Како што претходно споменавме, вие и двајцата сте автори на книгата Создавање на независна Република Македонија, внатрешни состојби и надворешна политика. И покрај тоа што ние испративте книгата и имавме ние можност да прелистаме, ние сепак нема да зборуваме за книгата, тоа ќе го оставиме на вас. Почитувани пред почетокот на емисијава, двајцата автори на книгава се договорија за неја да зборува само магистер Оливер Митев, а со доктор Дејан Маролов ќе продолжиме веднаш после овој разговор. За таа цел, господин Маролов, се гледаме за неколку минути. Почитувани, да ви напоменеме дека со доктор Маролов ќе разговараме за двата договори и за тиранската платформа од аспект на меѓународното право. Ќе се обидиме да направиме споредба помеѓу договорот кој го потпиша Љупчо Георгиевски и оној кој го потпиша Зоран Заев.
Почитувани, ќе зборуваме и за прекрашувањата на договорот за добрососедство, а ќе се задржиме и на членовите 8, 9 и 11. Ќе проговориме и за Парискиот мировен договор. Ќе побараме и одговор за следните чекори што Македонија треба да ги направи за да излезе од сегашниот лабиринт. Нема да го изоставиме и договорот од Нивици и секако тука е и темата за случувањата во Украина. Токму така, почитувани, покрај овие теми со доктор Маролов ќе проговориме и на други теми, а сега да не го оставиме долго да чека нашиот гостин, да продолжиме со разговорот со него. Господине Митев, во книгата го имате опишано процесот на создавање на независна Република Македонија. Кажете им на нашите слушатели и гледачи, кога ја напишавте оваа книга и кој период го опфаќа? Значи, книгата е издадена 2016 година. Тоа е плод на еден научен труд од подолг период. Значи, беше потребна една година за прибирање на материјали, 3 години за пишување на книгата и уште една година за нејзино конечно оформување и издавање. Значи, тоа е еден сеопфатен труд кој што беше работен долго време. Меѓу другото и од подпомогнат од правниот факултет при универзитетот Гоце Делчев. И го опфаќа периодот, значи трудот е поделен во 4 глави. Во едната глава е распајањето на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Во наредниот дел е осамостојувањето, во третиот дел е меѓународното признавање на Република Македонија и во последната глава ги опишуваме односите на Европската Унија и на Соединетите Американски држави спрема тој процес на распаѓање на Југославија и формирањето, создавањето на независна Република Македонија. Зошто е битен овој труд? Затоа што во него се сублимирани сите важни настани кои што се случуваат во периодот од 90 до 95 година и врз основа на гледано од политички правен аспект научно ги разработуваме сите важни моменти. Значи, како што реков и претходно, наши аргументи треба да бидат правото со кое што ние ќе се представиме пред меѓународната заедница и врз основа на што ќе ги аргументираме нашите барања, тоест нашите позиции во овој однос. За разлика од другите земји, да речеме нашите соседи Грција, Бугарија, кои што издаваат литература на тони, меѓу другото и за овој процес и за спорот пред се со Грција, ние овој еден редок труд кој што е создаден во Република Македонија и кој што може да се понуди и на македонската научна јавност, но и на светската научна јавност од прва рака да се запознае со сите оние проблеми на кои што Македонија наидуваше при процесот на нејзино осамостојување и меѓународно признавање. Значи, ова е единствен наш начин ние како да се спротиставиме на останатите земји и на нивната пропаганда, како да се најдеме во библиотеките на универзитетите, факултетите на Запад и да ја представиме нашата македонска вистина. Тоест, како ние гледаме на работите и како тоа се доживува во Република Македонија и сето тоа засновано врз основа на факти, аргументи и документи. Секаде каде што ќе побарате на Запад, во нивните библиотеки, литература ќе најдете од сите други држави. И сега од, да речеме, од Австралија, од Америка, кога некој ќе се заинтересира за ова прашање, тој ќе може да најде литература само од Грција, од Бугарија, од некои европски земји, од некои дипломати и слично, но не и литература од Македонија. Наш основен мотив беше да направиме еден сублимиран труд во кој што ќе бидат ставени сите основни работи за да може било кој од страна да го има пред себе и да ја види и да ги види и други аргументите на другата страна, на засегнатата страна, затоа што Република Македонија во целиот овој процес помина низ една голгота во еден период на откажувања, на многу компромиси, на правење договори на сопствена штета. И штета би било да нема еден ваков труд за кој што од страна ќе може да прочитаат и да видат со се што се соочи Република Македонија во тој почетен период во почетокот на 90-те години при создавањето и формирањето на независна држава. Од друга страна пак овој аспект
сега па уште повеќе добива на актуелност. Сите овие настани кои што се случуваа во периодот на 90-тите години се повторно актуелни денес. Значи, и за членувањето на Македонија во Обединетите нации и привремената спогодба со Грција доведува да сега имаме Преспански договор, доведува да се бара да имаме договор за добрососедство со Бугарија и сите овие работи се поврзани. Значи, тој процес од 90-тите до денес не е прекинат, туку е во постојан континуитет. Најверојатно за распадот на Југославија постоел и заговор. До какви сознанија дојдовте кога ги прибиравте материјалите, документите што ви беа потребни, господине Митев? Кој бил главниот заговор за распадот на Југославија? Морам да бидам искрен и да кажам дека наш фокус на интересирање не беше распадот на Југославија, тоа беше само вовед во она што се случува во 90-те години, тоест формирањето на независните републики во Македонија. Но кога ќе се спомне за Југославија, тоа и во светски рамки, но и за вашата публика е синоним за нешто организирано, за нешто големо, за нешто моќно. И затоа беше одлична можност, нели, и во трудот да се наведат фактите за распајањето на Југославија. Ние во трудот фактите ги делиме на два дела, тоа внатрешни и надворешни. Надворешните можеби се поинтересни, но ќе кажам за внатрешните. Тоа беа економски причини, развиени од север и неразвиени од југ, политичко правниот аспект, значи по смртта на Јосип Броз Титов, кој ќе ја преземе превласта во Југославија и кој ќе биде предводник во таа една федерација. Историски, ако сакате, тоа се, нели, долгото време подродство и влијание на Австро-Угарија на северниот дел и влијанието на османлиите на исток, религиски, да речеме, на север имаме католици, на југ имаме православни, а има голем број и на муслиманско население. Сите тие причини во 90-тите години беа основа за развој на национализмот. А национализмот па предизвика да дојде до распад на Југославија. Тоа во делот на внатрешните односи. Во делот на надворешните односи, тука се секако интересите на големите сили. Првенствено во 90-те години се распаѓаат тие еднопартиски општества, се распаѓаше социјализмот и неминовно беше тој процес дали да биде проширен во Југославија. Интересите на големите сили и нивните сфери за влијание, да речеме на Германија, на Австрија, па и на Унгарија, на Франција, на Соединетите Американски држави беа насочени кон Балканот и пред се кон Југославија. Она што го нарекуваме теорија на заговор, значи како да го дефинираме тој поим? Значи теорија на заговор, значи мора да постои некоја подлога, некоја основа врз која што ќе се развие дебата, но таа тешко може да биде докажана. Затоа што сите овие работи, нели, се прават малце под заскриено, тајно и не е можно да биде видливо. Професорот Ванчо Ѓорѓиев на Институтот за национална историја, која гледаше книгата и го даваше свој коментар, рече: имам една забелешка, ова што ви е како теорија на заговор, може би треба да го смените, тоа по мене е гола вистина. Значи, една дигресија само, например, во 90-те години, ќе го поврзам тоа со денешните настани. Во 90-тите години, кој беше, да речеме, интересот на Соединетите Американски држави, на западните земји и НАТО за распадот на Југославија? Значи, во 90-тите години Југославија беше тампон зона помеѓу истокот и западот. Значи, на запад имавме НАТО блок, на истокот имавме Сојуз, предводен од Советскиот Сојуз, и Југославија на некој начин беше тампон зона. Во денешно време таква тампон зона е, да речеме, Украина. И сега, кога ќе погледнеме од денешен аспект, значи тогаш линијата на разграничување беше источна западна Германија и Југославија, за да после 30 години НАТО се прошири до границите на Русија и таа тампон зона да е сега Финска, Белорусија, Украина, Грузија. Значи, кој бил интерес во 90-те години за распад на Југославија и на овие социјалистички општества, можеме само да претпоставиме, но можеме и сами да донесеме заклучок. Значи, вашите гледачи можат да видат дали тоа било теорија на заговор или имало некоја реална подлога. Значи, ако пред 30 години НАТО беше до Југославија, сега е веќе до Украина.
Значи, сите овие теории на заговор имале соодветна подлога и секако влијанието од Запад имало своја основа и за распаѓањето на Југославија. Во книгата забележавме дека покрај тоа што го опишувате за распаѓањето на СФРЈ, пишувате и за други теми како што се осамостојувањето на Република Македонија, за меѓународното признавање на Република Македонија, како и за односот на Европската унија и САД кон распадот на СФРЈ и нивните политики кон Македонија. Кои подтеми, ако не на брзина вака да може да ги напоменете, што ги разработувавте во овие 4 главни теми? Значи, основен фокус, како што реков, првата глава беше за распадот на Југославија. Тука веќе натаму основата е сите оние важни процеси, осамостојувањето на Република Македонија, формирањето на политичките партии, првите парламентарни избори, избор на председател, влада и собрание, донесената декларација за независност, референдумот кој што е многу битен, донесувањето на уставот, меѓународното признавање на Република Македонија, првенствено во почетниот дел, целиот оној процес кој што се одвиваше со Европската унија во тоа време, Европска заедница, приемот на Македонија во Обединетите нации и односот на Соединетите Американски држави по тој прием и приземањето на овој процес, кој што на крај доведе до случувањето на привремената спогодба со Грција во 1995 и периодот кој што го паќаме од 90 до 95 година и се наведени сите важни основни оние процеси, документи, целата анализа е направена врз основа на релевантни документи. Значи, ова е чисто научен труд базиран на аргументи и документи и го опфаќа тој период од 90 до 95 година. Ако сакате сега да ви кажам за односот на Европската унија и на Соединетите Американски држави за овој процес, што најверојатно е вака важно за вашите гледачи, сакат слушатели. Ако треба или пак да оставиме тие да се снабдат со книга и да чита, па ако сакате кажете накратко. Па ќе бидам краток. Значи во процесот на признавање на Македонија има два периоди. Значи на почетокот признавањето на југословенските републики и Македонија се смета за европско прашање и процесот се одвива во делот на Европската унија, Европската заедница. Како што знаеме, беше формирана арбитражна комисија која што, тоест Бадинтерова или позната како Бадинтерова комисија, таа произлезе врз основа на конференцијата за Југославија која што беше направена во Хаг, која што имаше пак за цел да направи проценка кои од овие републики се спремни да бидат независни. Бадинтеровата комисија излезе со свој став и кажа дека само Словенија и Република Македонија ги исполнуваат сите услови да бидат меѓународно признаени. Но и покрај тоа што Бадинтеровата комисија излезе со таков став, западните земји и Соединетите Американски држави ги признаа Словенија и Хрватска, но не и Македонија. И од тука почнува македонската голгота. Процесот се одвива во Европската заедница и сите оние, можеме да зборуваме за ова многу, но ќе бидам краток. Сите овие процеси завршуваат со Лисабонската декларација. Лисабонската декларација е документот кој што е пресвртница во односите со Република Македонија. Значи, во тој документ е наведено дека Европската заедница е спремна да признае ваква држава, но во своето име да не го содржи зборот Македонија. Тоа се разбира беше направено под влијание на Грција и откако се види дека не може да дојде до компромис, веќе на самитот во Единбург ова прашање беше префрлено во Обединетите нации. Откако беше префрлено веќе во Обединетите нации, тука веќе Соединетите Американски држави го земаат приматот и Македонија станува полноправна членка на Обединетите нации во април 1993 година, но со еден преседан кој што не е познат во светската јавност и меѓународното право. Македонија беше зачленета таму под привремена референца. Поточно со резолуцијата на Советот на безбедност на Обединетите нации 817 од 7 април 1993 година, беше наведено дека Обединетите нации ќе признаат оваа држава под привременото име
поранешна Југословенска република Македонија, а од друга страна назначуваат своји емисари и ги охрабруваат двете страни да го решат проблемот околу разликите што се да разговараат околу проблемот за разликата што се јави околу името. Се разбира во тој период сите овие дипломатски напори завршија со привремената спогодба со Грција од 13 септември 1995 година, каде што нели Македонија го потпиша овој договор, врз основа на тоа нели беше сменето знамето на Република Македонија и отпочна тие работи веќе му се познати, митоа за подробности мислиш дека луѓето треба да да зирнат книгата за да може да имаат стално увид во незе. Занимливо е секако. Какви и кои чекори досега ги имате преземено за промоција на оваа книга? Какви се досегашните резултати и со што најповеќе би биле задоволни ако постигнете со оваа книга? Значи, книгата беше издадена од страна на правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Таа веќе во Македонија има секаде по факултетите, по универзитетите, таа е веќе литература за одредени испити, значи од неја читат и студираат студенти. Ја има во поголемите библиотеки, има во сите поголеми научни институции, како МАНУ, Институт за национална историја и секако. Значи, потребата се појави 2019 година ја преведовме книгата на англиски јазик и издадовме во Германија за германскиот издавач Грин. И таа веќе постои и ја има. Значи тоа е сериозен издавач во кој што има 83.000 автори и 200.000 книги. И таа може да се најде на интернет и секој што е заинтересиран за состојбите во Република Македонија, особено за тој период, може да ја најде таму. Значи што сакаме да постигнеме сега? Значи сите овие актуелни настани како еден своевиден преседан и уникатен пример во светската историја, сакаме да понудиме на светската јавност, особено помеѓу нашинците нели во диаспората, да ги осознаат и да ги видат овие процеси. Поспоставиме контакти со најголемото македонско здружение во Германија, Централниот совет на македонците. Сега книгата ја преведуваме на германски јазик и таа ќе оди во Германија или во земјите со германско говорно подречје по сите универзитети, факултети и во сите поголеми библиотеки во тие земји. Она што ние сакаме да го постигнеме, а тука ќе ни биде потребна помош од нашата заедница во светот, оваа книга да се најде на рафтовите во универзитетите и факултетите во поголемите западноевропски земји и Австралија, за да можете и таму научната јавност да ги види сите овие проблеми со кои што се соочуваше Република Македонија. Значи, ако може да се најдат трудови од другите земји, од Бугарија, од Грција, од Албанија, од Србија, зошто и наша литература да нема на запад, за да можат луѓето да ја консултираат и од неа од прва рака да прибираат информации. Тоа е основната наша цел која што ние сакаме да ја постигнеме. Токму така, вие напоменавте, но доколку нашите слушатели и гледачи кои ги има низ целиот свет, изразат желба оваа книга да си ја имаат во нивните архиви, за да се збогатат со уште повеќе сознанија за создавањето, односно за процесот на создавањето на независна Македонија и да дознаат повеќе за македонската Голгота од поново време, каде и на кој начин препорачувате може да дојдат до оваа ваша книга? Значи, во Македонија може да ја најдат во сите поголеми книжари, библиотеки. Во странство, како што реков, тоа е издавачот Грин, германскиот издавач Грин. Значи, може да влезат во делот на политика, да пребараат за Југоисточна Европа, Западен Балкан и таму ќе го најдат овој труд. Значи, ја има и на македонски и на англиски јазик, а се надевам дека наскоро ќе има и на германски јазик, па така научната јавност или македонците во диаспората ќе можат да дојдат до овој труд и да прочитат за целиот оној процес на создавањето на државата Македонија.
Господине Митев, да го завршиме разговорот за денес, со желба за нови средби и разговор за ваши други дела во блиска иднина. Ви благодариме за учеството во Македонски корени. Честитки за овој труд. Посакуваме да си имате убав викенд. Чувајте се, пријатно до слушање и, како што веќе реков, се надеваме дека повторно ќе се чуеме и видиме овде на Македонски корени. Ми беше чест задоволство да учествувам во вашата емисија, која што можам да кажам дека е многу гледана во Македонија. Ви благодарам. Господине Митев, се надеваме дека денешниот разговор ќе поттикне оние кои што се занимаваат со оваа дејност да ви помогнат да се донесе книгата и на овој континент овде. Остануваме во контакт, пријатно и довидување. Довидување. А сега е време повторно да го поканиме нашиот гостин, доктор Дејан Маролов, кој што не чека со нетрпение во студиово. Му благодариме за трпеливоста. Тука е заедно со нас. Господине Маролов, добро ни дојдовте повторно, опростите што почекавте малку подолго него предвиденото. Иначе во средата промовиравте две нови книги. За какви книги станува збор и колку книги досега имате издадено? Инак уживав во музичката numera за време на паузата, не беше досадно воопшто. Така, точно промовирав две нови книги. Едната од нив е класичен учебник по меѓународно јавно право, меѓутоа исклучиво за високо образование. Интересно за учебникот е тоа што станува збор за прв учебник по меѓународно јавно право објавен надвор од Скопје, не од моментот на независноста на Република Македонија, туку од создавањето на Македонија од 45-та во рамки на Југославија до сега. Тоа е еден интересен момент. А втората книга е студија на случај на конфликт на мала држава со голема сила и насловот на книгата, главниот наслов е борба за опстанок или експанзија. Инаку станува, имам објавено околу 6 книги, велам околу 6 книги, затоа што додатно сум автор во некои заеднички книги, еве како на пример онаа со вашиот претходен соговорник, со магистар Оливер. И мислам дека го искористив периодот на короната за пишување на книги, мислам дека беше добро искористен во тој аспект. Така, случајов во Украина ја разбранува светската јавност. Ова никој не го посакуваше да се случи во 22-та година од 21-виот век. Сите се повикуваат на повредата на меѓународното право, но очигледно е дека не само сега, туку и во изминативе години тоа меѓународно право било прекрашувано. Господине Маролов, дали прстот треба да се впери само во Русија? Очигледно најактуелната тема во моментов, некако како сите сме вџашени од моментот што се случува војна на европско тло, затоа што некако мислевме дека сме ги надраснале цивилизацијски и дека сме на едно повисоко ниво од она што сме биле порано и не очекувавме да ни се случуваат војни конфликти, барем не на европско тло. Меѓутоа, војните се случуваат во светот цело време, но не реагираме така како што реагираме сега. Значи, моментот е тука дека се случува на европско тло. Не се, она што се случува во Украина, секако дека симпатиите ми се секогаш кон жртвата, кон украинскиот народ, кој на крајот на краевите ќе ја плати цената од се она што се случува, за жал. Ако правиме анализа, од меѓународно правен аспект ситуацијата е чиста, Русија е агресор во моментов, меѓутоа исто така ако се навратиме наназад историски гледано, ова не е прв таков преседан во историјата. Многу сличности има со она што се случуваше во 99-та година со НАТО бомбардирањето врз тогашна Сојузна република Југославија. Знаеме дека еден преседан создава друг преседан, нели? Меѓутоа и може да се најдат и доста разлики во двата случаеви. Сега не би одел премногу во детали, ако сакате можеме и да проанализираме околу тоа. Господине Маролов, на почетокот споменавме дека вие покрај тоа што имате своји трудови, имате издадено и неколку книги, а меѓу нив е и книгата за договорот од Нивици, познат како Преспански договор, и за договорот за добрососедство со Бугарија. Пред потпишувањето на било какви договори,
тие сигурно треба добро да се анализираат и да се креираат за да има некаква придобивка од нив. Очигледно, барем спрема нас, но и спрема мнозинството на македонскиот народ, Македонија од овие договори не доби ништо добро. Туку напротив изгуби се. Зошто не се случи ова што не се случи, или пак вие мислите дека Македонија сепак доби нешто од овие договори? Дали договорот со Бугарија, но и оној со Грција се направени и подпишани без претходна анализа, и тоа длабоко направена, и од колкава важност е да има изработено едно таква длабока анализа? Така. Токму оваа книга ми е неиздадена, готова за издавање, каде што барам издавач во моментот. Меѓутоа, дали Македонија изгуби се со овие договори? Знаете, секогаш пробувам да дадам аргументи сам проти себе, односно да ја фатам другата страна, така да не би рекол дека баш изгуби се, изгуби многу, меѓутоа има и нешто што доби. Сега може да дебатираме колку беше тоа вредно за оно што го дадовме. Например, јасно е дека доби членство во НАТО алијансата, меѓутоа во истовремено народот во Македонија му беше ветувано членство во НАТО и во ЕУ. Се сеќаваме на оно што се случуваше со референдумот, кој беа ветувањето. Очигледно е дека испорачено до половина, дадено е членството во НАТО, но не и во ЕУ. Инаку во однос на самите договори, посебно во однос на договорот од Преспа, беше ветувано многу јасно од тогашната влада дека ако помине референдумот и дека со договорот од Преспа две работи ќе бидат чисти за Македонија, ако сакате и за македонците, и рекоа прво ќе добиеме име на државата кој веќе никој нема да го оспорува, и второ рекоа македонскиот јазик ќе биде еден од службените јазици во Европската унија. И по таа логика велеа дека идентитетот е бетон. Пак буквално такви изјави следува. Меѓутоа, денешна перспектива, еве неколку години по договорите, очигледна е ситуацијата дека двете клучни ветувања во однос и на името и на јазикот денес повторно се оспорени. Многу малку луѓе знаат дека Бугарија пред некое време го реотвори прашањето за името на државата. Значи, не зборуваме сега тука за старото име, она кој беше во уставот претходно, Република Македонија, туку тие го проблематизираат сега и новото име, затоа што според нив Северна Македонија, како што викаат тие, значело сега или можело да значи претензии кон Бугарија. Значи, повторно имаме проблем околу оспорување на името, проблем околу оспорување на веќе сменетото име, замислете. А вториот дел во однос на јазикот, за кој се тврдеше дека е забетониран, дека е впишан во Обединетите нации, дека дури ветува дека ќе биде јазик, официјален јазик на Европската унија, повторно де факто имаме оспорување од страна на Бугарија, и тоа е толку очигледно што повторно можам многу да зборувам на тема ама тоа е така. Инаку во однос на тоа дали се правеле или не анализи пред потпишување на договорите, знаете, или не се направени анализи како што треба, или уште полошо, некој ги направил анализите па ги склучил такви како што се договорите. Двете варијанти не се убави, не се добри. Господине Маролов, како доктор и професор по меѓународно право, дали ќе сакате да направите споредба помеѓу договорот за добрососедство со Бугарија, кој договор го потпиша поранешниот премиер Зоран Заев, со оној кој го потпиша поранешниот премиер Љупчо Ѓеоргиевски? И дали Бугарија со потпишаниот добрососедски договор е обврзана да ја поддржува Македонија на патот кон ЕУ? Така. Добро, ако правиме споредба, 99-та година оно што го потпиша тогашниот премиер Љупчо Ѓеоргиевски беше декларација за добрососедство, што од правен аспект е различно од договор кој имаме сега. Договор е некоја постабилна форма од декларација, меѓутоа да не одиме со правна длабинска анализа, тој не е толку битно, но еве една разлика. Друга разлика е што во договорот кој го потпиша во декларацијата која потпиша Љупчо Ѓеоргиевски 99-та година, стоише една формулација дека двете држави и двата народи ќе соработуваат помеѓу себе заради блиската географија. Во договорот кој го потпиша премиерот Заев стои дека двете држави и двата народа ќе соработуваат заради блиската географија и блиската историја, односно заедничка историја. Тоа стои во преамбулата. Еве една друга, сакам да кажам дека за господин Љупчо Ѓеоргиевски има
обвинување дека е бугарофил, дури самиот си има декларирано за бугарофил во одредени емисии, меѓутоа и покрај тоа тој потпиша еден вид по-македонски договор од она што го имаме подоцна со договорот за пријателство. Друга една разлика или слично, односно разлика би била што во договорот со Бугарија, во овој поновиот, имаме комисија за нели како се вика за експертска комисија која треба да се занимава со образовните историски прашања. Тоа го немавме во декларацијата. И конечно во договорот со Бугарија, со новиот договор, имате една формулација во однос на правото на другата држава да се меша за заштита на нејзини државјани во другата држава. Значи тоа беше воведено очигледно на барање на Бугарија, бидејќи има поголем број на бугарски државјанства во Македонија, па нели ова беше барање на Бугарија како еден вид можност, правна можност за да има утре право да се меша во внатрешните работи на Македонија, нели од аспект на нејзини државјани кои живеат тука. Господине Маролов, а вие сигурно детално го имате изанализирано договорот за добрососедство со Бугарија. Со какви сознанија вие располагате? Дали договорот за добрососедство со Бугарија е доследно почитуван од страна на Бугарија и ако не е, дали треба да се раскине? И дали Бугарија прекршувањата ги прави со дозвола од македонска страна? Прилично интересно формулирано прашање. Ако го анализираме договорот од научен аспект, од правен аспект, ќе видиме дека со сето она што го прави Бугарија изминативе нели месеци, па и години веќе, се очигледно е дека го прекршува духот на договорот. Значи генералната определба на договорот, всушност станува збор за договор кој се вика договор за пријателство и добрососедство и соработка, а не се вика договор за непријателство и така натаму. Значи духот на договорот е прекршен, меѓутоа еве сега еден интересен момент мислам дека ќе биде да го кажам дека во суштина член 2, односно став 2 од член 2, каде што Бугарија би требало да предземе обврски да ја поддржува Македонија во двете клучни интеграции, во интегрирањето кон НАТО и кон ЕУ, има една прилично збунувачка формулација. Сега пак прашањето е дали е свесно направено тоа или ради незнаење и така натаму, како и да е, има јасна обврска Бугарија нас да не поддржи за членство во НАТО. И тука имате една точка. Значи, обврската на Бугарија е да ја поддржи Република Македонија за членство во НАТО. Многу е интересен вториот дел во однос на давањето на поддршката кон ЕУ. Немате ја изречна формулација која што вели дека Бугарија е должна да ја поддржи Македонија за членство во ЕУ. Туку имате некои формулации од типот на Бугарија ќе дели совети, нели ќе ни дели памет, ќе ни дава, ќе не упатува на патот кон ЕУ, ама изречна формулација дека Бугарија е должна нас да не поддржи на патот кон ЕУ нема барем онака како што има за НАТО пактот. Зошто го кажувам ова? Затоа што едноставно пропуштено е да се стави една таква формулација и оно што го прашавте вие, дали договорот може да се раскине? Да, може да се раскине договорот. Има одредби во самиот договор дека тоа е можно. Ама сега прашањето е дали ние можеме да се повикаме дека Бугарија го крши договорот. Зошто Бугарија може, добри правници, добри адвокати дури може да изведат теза дека Бугарија не го крши договорот, дури може да тврдат дека со тоа што ни дава вето дека не упатува на патот на ЕУ, не прави подобри кандидати за влез во ЕУ. Значи таква е лоша формулација има во договорот што е страшно и да ја дебатирам. Ако не се лажам, во декларацијата која бугарскиот парламент ја изгласа, стои дека комисијата е должна да ги расчисти прашањата околу илинденскиот период за Гоце Делчев и за ВМРО. Дали ова е еден вид на политички притисок врз комисијата? Дали Македонија има потреба да ги усогласува наставните програми за историја и литература со Бугарија? И каков е вашиот став за припадноста на Гоце Делчев? Така, повеќе прашања имаме тука во едно посеофатно прашање. Прво, добро, сега тие може да носат какви сакаат декларации во нивниот парламент. Тоа нас формално правно не обврзува, ама од друга страна пак дефинитивно не е во согласност со духот на претходно подпишаниот договор.
Инаку во договорот немате такви изречни одредби дека мора ние да расчистиме прашања, конкретни прашања, како на пример или Незвото восстание или ВМРО или Гоце Делчев. Значи во договорот стои дека за оваа комисија за која зборував претходно ќе биде формирана да врши научно толкување на историски настани. И овој дел ми е спорен, пак, кога правев анализа, затоа што има едно зборче тука вика научно во ред, меѓутоа толкување. Како ќе протолкувате вие кога ги знаеме диаметрално спротивставените ставови? Како ќе протолкувате вие зашто се борел Гоце Делчев? Ние си тврдиме и си стоиме на становиштето дека се борел за слободна и независна Македонија, тие си стојат на становиштето дека на крајот имал некоја друга цел, нели како вика Стан Стефанска Бугарија и така натаму. Како ќе извршите вие толкување? Значи едно е да комисијата да имаше задача да утврдува историски факти. Например, роден е таму и таму, се борел тогаш и тогаш, загинал таму и таму, и тука веќе ќе имаше некаква основа да работат, нели ќе утврдува историски факт. Ама кога оставите вие наместо утврдување, кога оставите зборчето толкување, секое толкување е субјективно. Јас колку и да пробувам да бидам објективен, секогаш ќе имам мала доза на субјективност, така да објективно толкување не е возможно, нели? Како такво, нели, според мене. Сега друг проблем кој е со комисијата, што во договорот комисијата е подчинета бидејќи тоа ви беше прашањето дали има политичко влијание. Да, ама самиот договор дизајнирал комисијата на стартот да е зависна од политиката. Затоа што вели таму во договорот комисијата што год да работи мора да поднесува извештај секоја година на крајот до владите на двете држави. Значи историчарите се подчинети на владите. И јас уште тогаш си го поставив прашањето кога правев анализа само првиот пат кога го прочитав договорот, што ако тој извештај од комисијата не им се допаѓа на една од владите? Речеме Бугарија. Дали е тоа основа за да ни стават вето? Според бугарско толкување ако не им се допаѓа договорот и овај извештајот на комисијата и она што работеле преку годината, може да се повикат нова и да ни сега не сакам ни да зборувам повеќе бидејќи ги подхранувам бугарските позиции, можеби давам идеи така меѓутоа основно читање на договорот ве упатува на тоа. Понатаму рековте прашањето за Гоце Делчев. Прилично интересна тема и интересни дебати имаше околу прашањето на Гоце Делчев. Ако направиме една споредба со договорот од Преспа, таму пак да речеме прашањето ко Александар Македонски. Таму е јасно ставено дека тој бил грчки, без никакви запирки. Тука во договорот со Бугарија се става акцентот на заедништво. Па јас се прашувам зошто такви двојни стандарди во двата договори. Ако е овој договор од Преспа европски, да го следиме неговиот пример, па да ставиме или бугарскиот ако е европски, да го следиме неговиот пример, па во Преспа да ставиме дека Александар припаѓа на и македонски и грчки, припаѓа на двата народи. Зошто нели се инсистира секогаш според интересите на вашиот соговорник? Така и се прави по такви теркови се правени договори. Гоце Делчев е роден во Македонија. Егејска Македонија, во Кукуш. Животот го посветил на Македонија. Според мене, дури да е, не знам, дури неговата националност да не е македонска, што е вон памет, нели? Пак би бил најголемиот македонец. Нема апсолутно ништо спорно за мене според она што неговото дело е македонско. Што год да бил тој. Нека се запрашаат на крајот на денот или нека пробаат да им објаснат официјалната бугарска позиција, да проба да им го објасни прашањето на американците, например. Нека им каже дека првиот председател на Америка, Џорџ Вашингтон, не е американец. Зашто мајка му и татко му на Џорџ Вашингтон се англичани. И самиот се декларирал за англичанец. Меѓутоа, зашо се бора? Се бора за создавање на американска нација, американска држава. Моментот кога е создале американската држава, по пат на оружје, рекол, јас од денес сум американец и повелете, дојдете да ми кажете дека не сум американец. Го посветил животот за да создаде слободна држава кај што ќе може да се декларира за американец. Инаку, привршувам со ова, Гоце Делчев е таква историска голема и личност, што е и европска личност, може да припаѓа на повеќе држави, може Грција да го слави зашто е роден во Грција, денешна Грција, нели Егејска Македонија. Бугарија може да го слави предал во бугарска екзархија, во ред.
Турција може да го слави денешна Турција како наследник на Османлиската империја затоа што Гоце Делчев имал османлиски пасош. Секако дека Македонија може да го слави заради целото негово битисување низ неговиот живот. Ватикан може да го слави ако сакате на крајот на денот затоа што малку е познато дека тоа е по вероисповест унијат, односно православец, но го признава папата како врховен поглавар. Значи тоа е толку растегливо прашање и толку според мене не е европско прашање за да биде поставено како било каков услов на европскиот пат. Дали можете да не го објасните членот 8, став 2 и 3 од договорот за добрососедство, како и членовите 9 и 11 тој договор, бидејќи македонската страна на Комисијата за историски факти досега избегнува да ја објасни на македонската јавност како сето она што го договараат ќе го спроведат во согласност на овие членови од договорот? Така, еве, го зедов договорот, го имам пред мене, не сакам да зборувам на памет. Во однос на член 8, став 2 рековте, да тој се однесува на формирањето на заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски образовни прашања на паритетна, која е сочинета на паритетна основа и нели задача има да придонесе за толкување на историските настани. Мислам дека зборував претходно околу што значи тоа употребата на терминот тука толкување на историските настани, пак да не се повторувам. Меѓутоа во однос на член 11, тука и нема нешто премногу спорно во останатите ставови, спорен е ставот 5 од член 11, еве сега за да доловам на слушателите. Член 11 став 5 од договорот вели Република Македонија потврдува дека ништо од нејзиниот устав не може и не треба да се толкува дека представува основа за мешање во внатрешните работи на Република Бугарија, а со цел заштита на статусот и правата на лица кои не се државјани на Република Македонија. Значи, што вика став 5, вели Македонија не смее да се меша во внатрешните прашања на Република Бугарија, особено не за заштита на права и статус на лица кои не се државјани, не се македонски државјани. Ни кажу овој став зошто е проблематичен, сам по себе ајде да кажеме и дека не е. Меѓутоа е проблематичен зошто прво нема реципрочна обврска за Бугарија. Зошто нашите преговарачи не инсистирале ако веќе има ваква обврска за Македонија дека не смее да се меша во внатрешни работи на Бугарија, зошто едноставно да нема уште еден став кај што ќе се вели дека и Бугарија не смее да се меша во внатрешните права на Република Македонија за луѓе кои не се нејзини државјани. Например, тоа е пропуштено. А второ, особено она што ми е мене тука интересно и симптоматично, Бугарија инсистирајќи да покаже дека нема македонци во Бугарија, става еден ваков став, кај што Македонија нели како држава нема да смее да се меша за нивните права и статус. Меѓутоа, самата формулација Република Македонија не смее да се меша за правата и статусот на лица кои живеат во Бугарија, а не се нејзини државјани. Епа кои се тие лица кои не се македонски државјани, а за кои Македонија можеби би била заинтересирана да се меша за нивниот статус и права? Сигурно не се некои, не знам, казахстанци или може да предпоставиме. Така да ова е еден вид признание дека постојат македонци во Бугарија. Самиот став кој требало да не одврати од мешање во внатрешните работи. Дали може да се направи една паралела на овој договор за добрососедство кој го подпиша Борисов и Заев со Парискиот мировен договор, подпишан во 1947 година, кој е единствен валиден историски документ за актерите во Втората светска војна и нивната улога, како и последователните консеквенци за истите. Сега паралела од правен аспект е тешко да правиме затоа што станува збор за различен вид на договори. Овој договор од Париз е фактички мировен договор. Ова е веќе билатерален договор кој го имаме ние со Бугарија. Тука е малку тешко да ги компарираме двата договори. Меѓутоа поентата ми е јасна. Парискиот мировен договор е подпишан помеѓу државите победнички и државите губитнички во Втората светска војна. Бугарија е држава која изгубила Втората светска војна. Без да го заборавиме делот дека при крајот на војната голем број бугари загинаа борејќи се против нацистичка Германија. И тоа ворете да им се признае, меѓутоа најголемиот дел од војната, официјална Бугарија, официјална Софија беше на страната на нацистичка Германија. И тука нема мрдање и тоа го потврдува само самиот Париски
Париски договор. Зошто Бугарија воопшто го потпиша тој Париски договор со сојузниците ако беше на нивната страна? Значи дегутантно ми е да зборувам на темава, тие се толку очигледни прашања кој на која страна бил во Втората светска војна, нели? И еве, ако Бугарија толку инсистира во однос на ревидирање на нашите учебници, јас искрено би им предложил прво да ги ревидираат учебниците на Европска Грција, која е исто така членка на ЕУ и НАТО и нивен сојузник, да ги отворат грчките учебници, да видат што пишува таму за бугарските администратори во Северна Грција, нели како они викаат. Да видат што пишува во грчките учебници, кои термини ги употребуваат за бугарската окупација, па нека ако го завршат тоа прашање, нека ги отворат учебниците во Грција, ако сакат и во Хрватска, да видат кои термини се употребуваат за бугарската окупација на Југославија во Втора светска војна, па нека разговараат со нас, нели ние сме најмали, ќе се сложиме на крај. Ако е до нас проблем. Така. Колку е издржана тезата дека бугарите биле жртва на комунистичкиот режим во Македонија, односно прогонот на така наречените македонски бугари? Дали ова е опфатено во договорот за добрососедство или отпосле се наметнати еднострано, а прифатени од македонската страна? Со која цел тоа се прави? Дали можеби со ова се отвара патот за анекс на договорот и дали овие теми произлегуваат од рамковната позиција изгласана во бугарскиот парламент? Така, два одговори можам тука да најдам, да смислам. Едниот е многу очигледен, а тоа е дека во договорот нема такво барање. Во потпишаниот договор нема такво барање и да, вие сте во право, ова е вовед во некаков анекс на договорот, што пак доаѓаме на некаква ситуација, нели, кога се потпишуваше договорот, секој еден што ќе се обидеше да ги критикува, веднаш беше ставан на таа неевропска страна како непознавач, нели, на проблематиката или како некој што не верува во европските вредности. Нема таква обврска за Македонија во самиот договор и таквата обврска е додатно прифатена од Македонија во овие преговори кои се одвиваат со Бугарија денес, што ќе биде вовед дефинитивно во нов договор. А истото го тврдам и во однос на Преспа. Преспа не е завршена, ќе има нови грчки барања и ќе имаме некој вид на нов договор пред членството во ЕУ или пак барем еден вид ќе има барање за екстензивно толкување на договорот од Преспа. И сега, прашањето беше исто во другиот дел ме прашавте за конкретно дали е во договорот, рековме дека нема таква обврска и мислам дека уште нешто имаше или? Да, ја мислам дека правим дали биле жртва на комунистичкиот режим во Македонија. И во тој дел, нели, секогаш пробувам да гледам на другата страна. Дали имало жртви на комунистичкиот режим кои се биле жртви заради фактот што се чувствувале како бугари или македонски бугари? Можеби. И немам ништо против тоа да го отвориме ние тоа прашање и да расчистиме во Македонија. Ама зошто да нема реципрочна обврска и за Бугарија? Ајде отвориме да видиме дали има жртви на комунистичкиот терор кој бил еден од посуровите во Бугарија на личности затоа што се чувствувале македонци. Ајде ги отвориме така прашање. Така. Испратената нота до Обединетите нации од страна на македонската влада до сега ја имаме разгледувано повеќе пати и од повеќе различни аспекти. Господине Маролов, вие како професор, ќе сакате ли да ни кажете што всушност значи оваа нота со која се реши една од приоритетите на Бугарија, односно една точка од бугарските барања? Дали точките од 5+1 задираат директно во идентитетот преку историјата? Пак една тема која нели побудува чувства. Некој нас не убедуваше дека и со договорот од Бугарија 2017 и со договорот од Преспа 2018 овие прашања се затворени, ама очигледно гледаме дека повторно се отвараат. Нели веќе имаме договор со Бугарија, нели веќе ги решивме прашањата. Од каде сега 4, еднаш се 4+1 точка, еднаш се 5+1 точка. Ние на крајот на денот ги немаме ни сите информации затоа што навистина има еден нетранспарентен процес во овие нови преговори за нов договор со Бугарија. Зошто нов договор со Бугарија? Нели го имаме постоечкиот кој е европски договор кој требаше да не внесе нели во Европската унија. Во однос на нотата која упати Македонија во Обединети нации, малку споменав претходно, значи дегутантно ми е сето она што се, дури да го зборувам ова, сето она што се случуваше.
замислете, Бугарија го оспори новото име, она со додавката Северна. И рекоа дека краткото име, кое би било Северна Македонија, не смееме да го употребуваме. Рекоа, или ќе го употребувате целото име Република Северна Македонија, но никако не само Северна Македонија, зашто Северна Македонија офаќа и Пиринска Македонија, а тоа е веќе Бугарија. И замислете сега, нашите преговараа околу тоа и испратија специјална нота до Обединетите нации кои што велат дека немаме територијални претензии кон Бугарија и дека исто после тоа бугарите се сложија да можеме да го употребуваме и краткото ново име Северна Македонија и замислете, нашиот министер излегува во јавност и вели голем успех за Македонија, можеме да го употребуваме краткото име Северна Македонија. После сите оние работи со Преспански договор, после референдумот и така натаму, кај што не убедува дека името е зациментирано, се најдовме во ситуација пак да преговараме за новото име. Значи, стварно ми е тука не би додавал ништо повеќе. Каков е вашиот став како професор по меѓународно право? Дали овој проблем кој Бугарија го има со Македонија е билатерален или не? И дали Македонија треба да ги искористи институциите на Обединетите нации и Советот на безбедност и таму да водиме борбата, бидејќи ова што и се прави на Македонија од страна на Бугарија со потпишаниот договор за добрососедство е под притисок и присила, односно изнуда. И дали ваквиот чекор треба да се направи пред да ни го стават овој проблем кој Бугарија го има со Македонија во преговарачката рамка, како што беше случајот со Грција? Можност за раскинување на договорот постои во самиот договор, во неговите завршни одредби, кај што се вели дека било која од страните може да истапи од договорот еднострано, со тоа што нели од моментот кога ќе истапи, година нанапред ќе продолжи да важи договорот по автоматизам. Значи ќе заврши за една година од кога едната страна ќе достави писмено известување до другата страна дека не сака да го продолжи договорот. Од правен аспект ситуацијата е јасна, може договорот да биде раскинат. Сега би требало да си го поставиме прашањето за политичките импликации на еден таков потек. Дали можеме да одиме во Обединети нации? Може да се изнесе спорот пред судот на правдата, ама ќе биде потребно согласност и на бугарската страна за такво нешто. Затоа што потребно согласност од двете држави за да може да го изнесете одреден спор пред меѓународниот суд на правдата. Знаете, од кој ќе потпишете, јас не би советувал сега излегување од договорот во моментов. Колку и да изгледа тоа можеби како една од опциите. Затоа што вие, кога ќе влезете доброволно во некој билатерален договор и кога вие излегувате од тој договор, вие сте секогаш црната страна подост. Вие го напуштате некој договор што, пазите, се вика договор за соработка, за добро соседство и така натаму. Значи тоа би било силно искористено од другата страна како против аргумент за Македонија. Господине Маролов, ајде малку за тиранската платформа, која за власта на СДСМ не постоеше, а спротивно на нивното тврдење во Македонското собрание се донесе законот за употреба на јазиците, со што си го постигнаа тоа што го сака, а тоа е здобиено стекнато право, кое пак не можело да се одземе. Колку е издржана ваквата теза за стекнато право? Дали договорите всушност беа само стапица за да се стигне до тоа стекнато право и дали барањето на мислење до Венецијанската комисија беше намерно испратено отпосле откако се донесе законот за употреба на јазиците, токму заради тоа стекнато право и како ќе се одрази во иднина мислењето на Венецијанската комисија за овој закон за употреба на јазиците? Вака, Венецијанската комисија е тело при Советот на Европа, кој е сочинето од експерти, од правни експерти, кои дава совети на државите членки. Значи, како ќе се одрази мислењето на Венецијанската комисија? Во принцип, треба да се одрази, затоа што тука тоа е тело сочинето од експерти, признати европски експерти по право кои ви даваат совети. Меѓутоа, тие немаат надлежност да наложат на државата да ги примени нивните совети и нивните мислења, затоа што државите се суверени, нели? Оваа комисија не е над државите. И сега, она што се случи во нашиот случај, се случи да законот за јазици биде поднесен до Венецијанската комисија на разгледување и барање мислење постфестум, односно од кога веќе беше изгласан во парламентот.
А целата логика и постоење на оваа комисија е да вие добиете мислење за одреден правен акт, како закон, пред да го донесете, со цел да можете да ги имплементирате забелешките пред да го донесете актот. Вака се става во непријатна ситуација и самата комисија која расправа за нешто што е веќе завршена работа. Сега пак се поставува прашањето дали ова е направено од незнаење или намерно. Повторно двете ситуации се лоши во тој контекст. Иако за сега договорот од Нивица е во еден вид надлабок сон и не е воопшто актуелен, односно ретко се споменува, сепак ние сакаме да проговориме и за него. Господине Маролов, а за нас, мнозинството македонци, договорот од Нивица е велепредавнички чин со кој се урна асномските темели. Према вас, кој дел од договорот е најпроблематичен и дали со Преспанскиот договор, поточно со промената на името на Македонија, се метна само една одредница како што сакаа да ни го продадат, но морам да признам и ни го продадоа овие од власта, или пак се стави печат дека името на државата не е произлегува од географскиот термин, односно од географијата и од историјата. Добро, благодарам за прашањето. Ова е практично можеби второто прашање кое го добив, со кој труд учествува во МАНУ. Токму со овој труд, со договорот за Преспа учествував на конференцијата организирана во МАНУ. Така да, што е спорно со договорот од Преспа? Веројатно ќе ни треба една цела емисија наредна за да ги објасниме сите точки кај што можеме да најдеме спорни елементи, ама еве вака на кратко. Прво спорна е во самиот почеток формално правната еднаквост која ја нема во договорот. Че секој договор има барем формално правна еднаквост. Така во именувањето, например во привремената спогодба која беше подпишана 95-та, баре формално правната еднаквост постоеше, колку толку. Затоа што таму не се споменуваа ни Македонија ни Грција, туку договорот оперираше со термините прва и втора страна. Бидејќи државите се формално правно еднакви, затоа што Грција инсистираше да не се спомене Република Македонија, ние инсистиравме да не се спомене Република Грција. Меѓутоа тука во договорот јасно се споменува Грција, додека ние сме само бројка. Ние сме држава согласно резолуција на Обединетите нации и таа. Значи буквално сме сведени на бројка. Прв пат се споменува името Република Северна Македонија како благослов од Грција, како да ни е Грција кумот на името, па сега дозволува да се употребува тоа ново име и таков е контекстот на договорот. Самиот наслов на договорот носи наслов конечна спогодба, имплицирајќи дека не сме и не може никош повеќе да биде променет. Тоа не е можно во меѓународно право. Според Виенските конвенции и така натаму, секој договор може да биде изменет и променет. Нема конечни договори. Ова конечен договор ме упатува на она озогласено конечно решение за евреите кој го зборувал Хитлер и нацистичка Германија. Значи една ужасна терминологија избрана овде. Наведено е во договорот дека единствено ние смееме да го користиме како скратена форма името Северна Македонија. Поентата е никако во никаква варијанта да не може да го користиме ниво скратена терминот Македонија. И тоа сме го подпишале во договорот од Преспа. Од друга страна, нема ваква реципрочна оврска за Грција. Таа може слободно да го користи името Македонија за својот регион во Грција, без никакви додавки и придавки. Државјанството, ако сакате. Некои не убедуваа кај нас дека е голем успех со тоа што се ставило до душа и е некаков аргумент за Македонија, ова не велам дека не, ама сепак тврдеа дека е голем успех тоа што е ставено можноста да се употребува за државјанство да пишува македонско / граѓанин на Република Северна Македонија. Меѓутоа тој не е баш така затоа што не е тука договорот од Преспа не ви дава можност вие да бирате дали ќе бидете македонски државјанин и ќе имате македонско државјанство или државјанство на Република Северна Македонија. Туку буквално мора да го пеете целото како што е напишано од почеток до крај. Значи нема македонско државјанство, има македонско / граѓанин на Република Северна Македонија државјанство. Придавката македонски во однос на институции, тоа е комплетно забрането за нас. Значи, не сме ни една јавна институција која е финансирана од државата да носи придавка македонска. Мислам дека дури за жал ќе се дојде момент кога и
и институции кои го носат името македонска, како македонска телевизија, ако сакате и МАНУ, македонска опера и балет, македонски народен театар, дека и тие ќе бидат ставени под знак прашање во определен момент. Дури и политичките партии ќе бидат принудени да ги променат своите имиња согласно новата терминологија. Мислам дека Грција знае дека ова би било претеран шок ако го бара во моментов, ама замислете дека има реална основа во преспада да го бара тоа. Значи имам уште еден куп работи што би можел да ги коментирам тука, ама би запрел ако сакате повеќе не. Так. Разговоров сакаме да го продолжиме со 12 блиц прашања во интерес на времето, на кои бараме 12 блиц одговори за 12 минути ако е можно. Договорите се прават за да има диалог, но во нашиот случај се случува монолог во однос на подпишаните договори со соседите. Монологот е од страна на Бугарија и на Грција. Дали Македонија со двата договори, но и со Тиранската платформа е донесена во подредена позиција и под закана на опстанок? Различни се, сите овие се различни правни акти. Тиранската платформа е донесена без воља на Република Македонија како страна. Значи тоа е едностран правен акт, потпишан од политичките партии на етничките албанци во Македонија, нели под покровителство на премиерот на Албанија. Тоа е различно од двата договори кај што нашата волја е изречно јасна, бидејќи сме потписници на договорите со Преспа и со Бугарија. Пак би се навртил на она што го кажав на почетокот. Договорите се лоши по сите параметри, меѓутоа има и позитивни елементи. Еден од елементите, на пример, што станавме членка на НАТО алијансата, што ни ги гарантира пак надворешните граници. Од тука може да зборуваме за позитивни елементи за безбедност од договорите. Меѓутоа пак НАТО не ве штити од внатрешни проблеми, од меѓуетнички проблеми. Тоа е пак друга работа. Пробувам да одговарам во минута. Так. Иако не сте јазичар, сепак сакаме да го слушнеме вашиот став околу самобитноста на македонскиот јазик. Зошто за бугарските власти е спорно постоењето и самобитноста на македонскиот јазик? Империалистички побуди. Оправдување дека живеат два исти народи дека живее еден исти народ во две држави со цел да имаат добри преговарачки позиции за било каква варијанта можна во Македонија. Каква е опасноста од ставање на бугарите во македонскиот устав и ако треба да влезат, на кој начин тоа треба да се направи? Уставот бара двотретинско мнозинство за да се отвори. Тоа е една комплицирана процедура, значи у моментот не може да се изведе, освен ако не се најдат некои пратеници од опозицијата кои би поддржале такво нешто. Инаку, видите, јас лично немам против да влезат бугарите во уставот, иако тоа е далеко од било кое малцинско право. Значи не е тоа дел од корпусот на малцински права да мора да сте споменати во уставот за да уживате било какви малцински права. Тоа ќе воведе и други импликации, значи подосна ќе бараат соодветно и правично вработување во јавните институции и така натаму. Пак ќе кажам, немам ништо против, меѓутоа ако веќе бугарите во Македонија се некои испод 2000-3000 и таа голема бројка, ама еве на пример, да кажеме дека толку, мислам дека би било баш европски чин од нив да побараат заедно со нив ако се веќе отвара уставот, заедно со нив да влезат и евреите од Македонија кои се исто така помалку од 2-3 илјади луѓе во Македонија, помеѓу друго по вина на настаните во Втора светска војна. Како ќе го искоментирате односот на Бугарија кон македонците во Бугарија, имајќи го фактот што Бугарија е потписник на рамковната конвенција за правата на малцинствата? Како да го искоментирам? Имаме 14 пресуди од Европскиот суд за човекови права и имаме еден киоск искршен на некој што се декларирал за етнички бугарин во Скопје. Таа е паралелата. Околу второво се дигна огромна прашина, 14 пресуди се ставаат под тепих. Бугарија во последниве неколку години инсистира на заедничка историја. Дали овој термин се споменува во договорот за добрососедство? Да, во преамбулата на договорот за добрососедство јасно стои заедничката историја како таква. Дали Тиранската платформа излегува од рамката на рамковниот договор, но и од македонскиот устав? Да, во неколку елементи, бидејќи се блиц прашања, немам време повеќе подетално да ги образлагам, ама и Охридскиот рамковен договор е веќе дел од нашиот устав, така
тоа е едно исто, значи ако излегува од рамката на Охридски рамковен договор, излегува и од рамката на македонскиот устав, а излегува особено во делот кај што јасно е наведено дека ќе се бараат промени во македонскиот устав во однос на ново знаме, во однос на нов грб, во однос на нова химна и еден куп други работи. Тиранската платформа која не постоеше веќе е реализирана во определени делови, не целосно, на пример она министерство за како се вика за политички систем е предвидено согласно Тиранската платформа, она што решенијата во јазикот во законот за јазици се предвидени во Тиранската платформа и слично. Ако еден од условите за создавање на Европска Унија е да се спречат воени конфликти од било каков размер на територијата на Европа, зошто Европа замижува пред максималистичките и небулозните барања во однос на спорот кој Бугарија го има со Македонија, бидејќи ваквиот спор може многу лесно да доведе до непосакувани последици за нас Македонија, за македонците, а тоа е уште една поделба на Македонија и тоа без воен конфликт. Тешко прашање сам на себе си го имам поставувано зошто замижуваат, меѓутоа понекогаш и не замижуваат, понекогаш мислам не понекогаш туку вината можеме да ја бараме и кај нас самите, мора самите да го актуализираме прашањето. Во западните медиуми скоро и да не знаат околу нашиве спорови. Значи тоа е наша вина или знаат многу малку. Еве чисто како една илустрација, Украина е држава која е скоро 2 пати поголема од Германија и е прилично актуелна. Мали е држава во Африка која е пак скоро 2 пати поголема од Украина. Значи станува збор за една огромна територија. Мали е во војна веќе 10 години, во некој вид на вооружени конфликти. Кој слушнал за Мали и она што се случува во Мали? Чисто правам паралела со нас. Значи морате самите да ги актуализирате проблемите. Како ги сваќате пораките, односно изјавите на комисиите за историски факти, пред се изјавата на копредседателот на комисијата од македонска страна, господин Драги Ѓорѓиев? Дали е самиот чин што и тој, мислам на господинот Ѓорѓиев, но и другите членови од комисијата, говори, односно заговара дека постои заедничка историја, всушност е предство на македонскиот идентитет? Знаете како, тој не го измисли овој термин. Овој термин постои во договорот, во самата преамбула, уште кој е потпишан договорот 2017, ако не се лажам. Некако како многу постфестум реакциите следува многу покасно, че пред некое време се покренаа дури иницијативи за терминот заедничка историја, кога да го преспавме моментот дека тоа е веќе завршена работа согласно договорот. Како ќе ги објасните обвинувањата на бугарскиот државен врв дека и денес се врши терор и прогон на така наречените нивни бугарски македонци, а при тоа немаат поднесено ниту една тужба до Судот за човекови права во Страсбург, а тоа не е направено ниту од страна на оној мал дел на самопрогласени бугари кои што ги гледаме по медиумите и кои беа на средба со Радев? Знаете како имав прилика повеќе интервјуа да слушам на темава, ме интересираше бугарската официјална позиција, односно не официјална позиција, туку позиција од бугарски експерти, беше дека Бугарија е демократска држава, членка на ЕУ, под тука затоа македонците во Бугарија имале многу поголеми можности да, нели, дури ја тужат Бугарија и ги добијат овие 14 пресуди. А Македонија не е европска држава според нивното толкување, нели, ги угнетува и немаат право да излегуваат пред овие меѓународни судови, што е тотално невистина. Македонија не е членка на ЕУ, ама е членка на Совет на Европа, исто како и Бугарија. А овој суд за човекови права е орган не на ЕУ, ами на Совет на Европа. Значи, секој македонски граѓанин ги има истите права како да, мислам, во однос на да го изнесе судот да изнесе проблем пред судот во Страсбург, исто како и во Бугарија. Многу аналитичари и историчари и експерти, пред се оние кои се како перјаници на оваа власт, излегуваат во јавноста тврдејќи дека она што сме го учеле во минатото околу Аснум и Илинден како темели на современата македонска држава, тоа не било така, но дека темелите на македонската државност биле договорите кои го подпишаа овие од власта на СДСМ и коалицијата. Каков е вашиот став околу сето ова? Добро, сега пак да пробам да бидам либерален во овој дел. Мојата вистина не значи дека не е точна затоа што е вистина и на некој друг. Еве, кај нас е добро утро, рековме на почетокот на емисијата, кај вас е добро вечер. И двете се вистини, иако се спротиставени, нели?
Меѓутоа има некои небулози, се претерува во некои инсистирање, на пример, еве сега испаѓа дека она што го учевме за Асном, го споменавте, дека оние кои го организирале Асном не знаеле што напишале во Асном. Асном е антифашистичко, нели, и така натаму, значи изгледа тие збркале нешто, не било тоа антифашистичко. Можеби требале да стават антиадминистраторско и така натаму, не знам, значи се оди претерано во некои небулози тука. Пред извесен период излезе една информација во однос на рангирањето на факултетите од светот. Македонскиот универзитет Кирил и Методиј се наоѓа на 1594-то место, а пред само 6 месеци се наоѓаше на 1493-то место. Тоа значи дека за последниве 6 месеци падна за 101 место. Каде ни се движи образованието? Тука би бил баш краток во една реченица со целата опасност да бидам погрешно сватен. Едноставно има премногу малку вложување на средства во високото образование. Значи тука е основата на проблемот, настрана што има еден куп други проблеми, имаат сршта на сето ова е тука. Плюс јас сум професор од УГД, не би сакал претерано да коментирам за УКИМ, да не бидам сватен во погрешна смисла. Сосема за крај, повторно за темата која ја спомнавме на почетокот на разговоров во вториот дел. Тема која не е директно поврзана со Македонија, но не можеме да ја избегнеме и да ја игнорираме, а тоа е ситуацијата во Украина. Како ќе ја прокоментирате ситуацијата во Украина и каква разрешница очекувате? Можно ли е во 21. век да бидеме сведоци на трета светска војна? Исто така, сакаме да го слушнеме вашето мислење за изјавата на дел од македонските политичари, кои по кој знае кој пат го поделија народот во Македонија на проруски и проукраински, особено изјавата на председателот Пендаровски, со која изрази жалење што мнозинството од македонскиот народ бил проруски ориентиран. Дали со ваквите изјави се сака да се дефокусира македонската јавност од она што вистински се случува на Македонија и што ли уште треба да се случи на Македонија за да сватат еднаш политичарите дека мнозинството македонски народ е само промакедонски ориентиран? Убаво кажавте, мнозинството македонски народ е само промакедонски ориентиран и се сложувам со вашата констатација, дадена во вид на прашање. Инаку во однос на председател Пендаровски имам почит према председател Пендаровски, се обидува да биде реален често пати во неговите настапи, меѓутоа во овој дел не можам да се сложам до крај дека има некое претерано проруско расположение во Македонија, затоа што Македонија е прозападна ориентирана држава и тоа можам да го подкрепам со било кој правен акт од нашиот парламент, со било која изјава на поголемите политички партии од осамостојувањето до денес, па дури и обичниот народ, знаете, се стреми да оди кон западниот свет, емигрира во западниот свет, не емигрира баш во Русија, па и Украина, ако сакате. Тоа проруско под наводници расположение е многу повеќе реакција на македонскиот народ за сите неправди кои се правени од ЕУ и НАТО на патот на Македонија кон зачленување во овие организации, на сите оние услови и блокади кои навистина беа нефер. Од тука ова е еден вид само на реакција на она што се случува. Инаку македонскиот народ мислам дека е прилично солидарен со она што се случува во Украина, затоа што ние сме осетиле што значи војна и да не забораваме 2001 година кога ние имавме воен конфликт, Украина беше единствена држава која ги помагаше нашите трупи со продажба на оружје. Нормално не без пари, ама таа беше единствена држава која во тој момент излезе во пресрет. Господин Маролов, задоволство причини вашето учество во Македонски корени. Честитки за делата, за благородната работа. Интересот се чувствува кај нашите слушатели и гледачи, посебно кај сите со чувство на патриотизам и љубов кон татковината. Да ви посакаме се најубаво со желба и план за наредно учество во Македонски корени. Уживајте го остатокот од овој убав празничен викенд и секако пријатно до слушање и довидување. Ви благодарам на поканата. Пријатно и довидување. Имајте си убав викенд. Пријатно.